Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма. Почитувани гледачи, имам чест и задоволство да ви најавам една жива актерска легенда, славниот и на многу генерации омилен Димче Мешковски од Санта Моника, од близу Холивуд, Лос Анџелес, директно во студиото на Телма. Господине Мешковски, добро утро, добре дојдовте во Скопје и во Телма. Добро утро и благодарам за поканата. Како сте? Па, со телото малку шеткам лево-десно, а иначе со главата сум супер. Тоа е веројатно најважно. Да. Сега сте на привремен престој во Македонија или на привремен престој во САД, па сте на одмор дома? Не знам, ја би сакал да биде привремен престој во Америка. Така да ја се чувствам овде дома. Колку време живеете во Америка? 9 години. Сега дојдовте за летото да се видите со... Да. Да се видам со Скопје, со пријатели, со фамилија, роднини, бидејќи јас сум скопјанец, роден скопјанец и Скопје не можам да го избришам никако ни во сонот, ни најаве. Меѓутоа се навикнавте и во Америка. Живеете во Санта Моника и таму ви убаво, нели? И таму ми убаво. Добро, има среќа што отидов како пензионер. Отидов како пензионер и ги имам сите можности за живење таму, така да од тој аспект, од екзистенционален, немам проблем. И добро сум среден, имам прекрасно семејство кое таму исто многу ми помага, бидејќи да не заборавим, многу имам некои болести собрано, па така да семејството ми е не само помош, него мотив за понатаму да живеем. Колку можем сега. Кога би направиле една куса паралела, што е подобро во Америка, што полошо и што ви недостига кога сте таму, кога станува збор за Скопје? Што е подобро, што е полошо? Во Америка е најдоброто тоа што се мисли повеќе за екзистенцијата, за работата, отколку за оној другиот живот, забавен, шетање по улици. Знаете што таму многу ме фрапира, луѓето се изузетно културни. Ја да речеме неколку пати исто ја кога возев точак ми се случи да падна. Абе во празна улица најднаш ќе се најдат 10 луѓе да ти помогна. Значи тоа чувство го имам и нешто друго ќе кажам. Таму нема политичари. Зошто нема? Така јас мислам. Затоа што секој политичар, ако е министер за здравство, здравството функционира супер, али не е политичар како другите. Економија исто си. Економист е човекот ја брка работата до максимум. Значи нема политичари, има практичари во својата. Да, експерти во својата професија и така функционира демократијата во Америка. Има уште, сега за проблемите кои зборувам, има многу хомлеси, кај нас би рекле... Бездомници. Бездомници, да. Тоа е малку повеќе присутно отколку што треба, но сега се превземаат такси да ги сместат. Им направиха посебни така мали апартманчиња за секој поединечно. Не им се влегува во нив. Уште сакаат да живеат во таа природа. Посебно Санта Моника и Лос Анџелес. Значи, тука е многу обседнати сме од хомлеси. Кога на ваши години рековте, имавте среќа што заминавте во пензија во странство, веројатно кога сте таму, чувството на носталгија е големо и сакате да се вратите овде? Не, што е тоа не што е големо, преголемо. Преголемо е. Јас живеам со луѓе овде. Ја не сум човек затворен. Јас толку сум комуникативен што мене ужасно ми фалеше Скопје. Значи, ја и пред 2-3 години ќе дојдев да не беше пандемијата што се јави. Нема, тоа е мојата радост. Ја бев во театар, вие не знаете каков пречек ми направили на првата представа што гледав на Коле Ангеловски представа. Не можам да ви опишам кое е тоа чувство. Ја не очекував таков прием и од публика, зашто кога се поклонува актерите, по 20-тројца излегува и пред мене се поклонуваат. Кога ја се свртив, гледам
публиката кај мене аплодира. Ама добро, овие избегаа од сцена, глумци, публиката уште стоеше. Додека не ме пушти ја да излезам, аплодира по мене. Ја тоа чувство, тоа дека сум оставил нешто што е за публиката, за граѓаните битно значајно. Тоа многу ми значи. Многу. Впрочем, рековте, вашиот живот е актерството. Ќе ни треба цела емисија да ги наброиме сите улоги, сите проекти во кои сте учествувале. Ја само ќе спомнам какви што, например, представи многу. Имам преку 6000 представи. Не верувам дека друг има за толку колку што бев 35 години бев во театар. Не 40, отидов порано во пенсија. Телевизиски серии многу. Значи од детскава што ја спомнав, сега? Што сакам да бидам, како? Да видам што ќе бидам. Така малку. Прекрасна беше таа серија. Беше и на фестивал, и зеде награди, Коле, мислам дека доби за режија. И одлично. Понатаму се редеа 13-ти клуч, па не знам, Здравко Панец, некои ликови. Многу детски серии. Па играв во Хихирику. Хихирику играв, јас сум првиот. Значи, после мене дојдоа сите други. Зашто јас играв во емисијата која што се викаше Весела емисија. Па после ја крстија не Хихирику, добро, друго име имаш, веќе почнува да заборам. Славно беше како Хихирику. Како Хихирику беше славно. Се изнаигравме, па Хихирику ни овозможуваше и да патуваме. Нас не канеа там. Ја бе сум бил во Австралија 9 пати. Во Канада 4 пати. Да не редам другите држави, Европа и околу, да не кажам. Да не испадне како фалење, ма фактички тоа го поминав ја со радост. Не ми беше проблем. Мислам, секое мое патување и секое мое играње, глумење ми значеше само повеќе радост. Тоа е моја професија што ја сакав од дете. Од дете. И што ми беше зборот? Да не зборам колку имам цртани филмови. Овде почнав со Попа и мор народ. Рачуните, тоа е негде кога сум имал 23 години. Вие го дававте гласот на Попа и мор народ? На Попа, јас го го давав гласот. Попај. Не знам, мислам 1000 се снимени. Кој беше, како се викаше? Да, впрочем, рековте кога влегувавте во студиото дека се овде вашите почетоци на местото на поранешната телевизија, каде што ги остварувате првите проекти. А рековте дека од овде потоа заминувате во бифето на Драмскиот театар, каде што ќе се видите со колегите и пријателите. Да. Редовно кога сте во Скопје го правите тоа, се дружите, со кого уште комуницирате? Редовно. Најмногу комуницирам со Коле, со Дац, од женските веќе доста, со Марија Кондова, со Калина, со Билјана Драгичевиќ. Добро, комуницирав многу и многу ми е жал што не се веќе меѓу нас Мајда и Сабина. Тоа прекрасни луѓе, прекрасни актери. Исто ми е жал и за мојот директор што почина, Ристо Стефановски. Тоа беше прав директор на право место и сите го сакавме, го оценевме како најдобар директор. Дури овие од Белград кога одевме на ниве фестивали, само него го фалеа. Мислам прекрасно. Морам да го спомнам затоа што навистина ни значеше во нашата професија. И тој и сите овие други актери. Значи, после не ги спомнав со кои се дружам, се гледам со Таше Кочев, Таше, со Лазе Манасков, Џокица Лукаровски, да не го пропуштам. Гоце не сум го видел. Веројатно ќе пропуштите некои, бидејќи многу бројни се. Господин Мешковски, кога од оваа перспектива сега и од таму од сад ќе погледнете на Македонија, како ви изгледа државата во која ја проживеавте целата своја професионална кариера?
Јас сакам се убаво да кажам, ама морам да кажам нешто што ми смета многу. Што ви пречи? Бидејќи таму се пратам од компјутери што се случува, јас сум нон-стоп со Македонија, ми смета омразата што постои кај луѓето меѓу нас македонците. Меѓу македонците. Тоа многу ми смета. И гледам разни програми кои што толку се напаѓаме меѓу себе, што е огавно, што е непријатно. Значи, како мислиш дека ќе те убие на место? Зошто таков однос? Можеш да бидеш од различна партија, може да се разговара нормално, да си со спротивставени ставови, ама да имаш еден нормален диалог, затоа што си интелектуалец, политичар со образование, со факултет. Не ми е јасно. Мислам таа омраза како да постои од времето на 20-тите години со ВМРО, врховистите ВМРО. И тоа многу. Ако продолжи вака, не знам до кај ќе дотераме. Во однос на... Извини што мора вака Не, ако, затоа и ве прашав како гледате на Македонија оттаму. И освен чувството на носталгија за овде, што е она што ете, ве провоцира и ви пречи можеби. Ба го спомнав тоа, да речеме, затоа што ви кажав како политичарите изгледат во Америка. Така е. И колку се политичари, они се работници. Работат за себе и за својата земја. А некако кај нас? Кај нас само за себе. Луѓе во политиката, да. Јас мислам, се разочарав и во партија и во се. Верувам во една партија, ама сега ништо. Сега оставам да се реши. Многу е битно да влеземе во Европа. Многу е битно за да обстанеме. Што имаме ние? Ни рудници, ни излез на море, сакам да кажам, ни туризам, ни економија. Значи мораш да размислуваш како се доаѓа до инвестиции, до пари, за да живееме нормално. Кога станува збор за професијата, за театарот, за глумата, како ви изгледа професијата од ваша перспектива некогаш и денес ако направите споредба? Па, баш денес, овие денови малку почнав да се радувам повеќе. Кога се направи представата за Горан Стефановски, се израдував како мало дете. Тој на вистина заслужи да се направи тоа. Такви проекти, значи сега со Катина Коцевска, она го води театарот, мислам дека го води точно како што треба и така треба да се продолжи. Се гледа, сакам да кажам, репертуарската политика многу е значајна. Значи какво дело ќе се кај што ќе има пред се содржина, солидни актери и режисер и се доаѓа до успех. Тоа го правеше Ристо Стефановски. Ќе избере текст, ќе избере режисер, а за глумците одеше на академија да присуствува на часови и на испити за да види колку ќе го земе од академија. Спомнавме дел од вашето творештво и во театарот, и на телевизијата, и во филмот. Сега ќе набројам неколку улоги што биле повпечатливи. Секула во Солунски патрди, Тасе во Викенд на мртовци, Сивич во Диво месо на Стефановски го спомнавте. Од оваа перспектива сега кој ви била најдрага, некој од овие би издвоиле или? Тасе би го издвоил од Викенд на мртовци. Зошто? Па затоа што ја мислам дека ја направи како што треба, некако сличност со мојот карактер и добро напишан текст, мислам, од покојниот Миле Поповски, одлично го напишал и добро со режијата. Повеќе карактерот на Димче Мешковски го правеше Тасе или Тасе ликот, како што беше осмислен, ве формираше вас, бидејќи еве за вас колегите велат духовит, набиен со приказни вицеви, досетки со завидлив шарм, која ви носеше слава и почит. Така ве опишуваат колегите. Така, малку со вицевите подзаборави веќе заради мојово живење во Америка. Сега слушам од други вицеви, нешто да се насмеам јас. Ама добро, мислам, пак сум со таков дух. На помладите колеги што би им порачале? На младите колеги би им порачал сам една работа е многу битно во театарот. Во театарот на представата мора да се чуе што се говори на сцена.
Значи, кога гледам некои представи, пола текст јас не можам да го разберам. Кога гледам други представи. Значи, јас многу внимавам на говорењето, на сцена, како се говори, не само од аспект на гласност, од аспект на литературно говорење. Ви пречи што не го пазиме, што не си го чуваме јазикот? Многу. Мислам, добро, сега не сум оптеретен со тоа, ама ми пречи на сцена кога се мешаат де диалекти, де жаргони, де ова, или си со диалект специјално за представата, или не го прави, ако не го согласиш. Господин Мешковски, до кога останувате во Македонија и што планирате до тогаш некоја представа да посетите, да погледнете? Имате ли Се некоја... што има представа, планирам да одам и во Народниот театар, и во комедија, и во мојот матичен театар. До кога сте во Скопје? Во Скопје сум до 15 август. Да сте жив и здрав и да дојдете пак во студиото на Телма. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со нас. По разговорот со Димче Мешковски следува разговор со еден актер од новата генерација, Зоран Љутков од Драмскиот театар, исто така во студиото на Телма. По куса пауза, останете со нас.